Службата за општи заеднички работи при владата на Република Македонија со одлука за продажба на движна ствар, донесена на 54-та седница на владата на Република Македонија, беше задолжена да спроведе постапка за продажба на патничко моторно возило Mercedes-Benz S600, собственост на службата. Целокупната постапка се води согласно одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна собственост и со стварите во општинска собственост. Врз основа на направената процена од страна на Министерството за правда, Биро за судски вештачења, проценетата вредност на возилото, што воедно ќе биде и почетна цена на јавното надавање, изнесува 14.372.208 денари. Почнувајќи од денеска, тече рокот од 10 дена во кој сите заинтересирани домашни и странски, правни и физички лица може да поднесат пријава за учество на јавното надавање. Сериозноста на понудата ја гарантираат со доставување на банкарска гаранција во износ од 2% од вкупната проценета вредност на движната ствар, односно 287.444 денари. Дополнително, физичките лица треба да се деловно способни, да не им е изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари и да имаат платено сите даноци и придонеси кон државата. Правните лица, покрај споменатото, треба да достават и тековна состојба, како и потврда дека не им е изречена казна за привремена или трајна забрана за вршење на дејност. Целосниот текст на објавата, вклучително и потребните документи, може да се најдат во денешното издание на вестниците Нова Македонија, Слободен печат и Коха. Заинтересираните лица ќе може да го разгледаат возилото на 7 март 2018 година среда во периодот од 10 до 15 часот на адреса булевар Гоце Делчев безброј, Македонска радиотелевизија Скопје, гаража во објектот на Македонската радиотелевизија. По истекот на рокот за доставување понуди, 12 март 2018 година, комисијата ќе има рок од 3 дена за евалуација на истите. Јавното надавање ќе се изврши на 16.3.2018 година, петок, со почеток во 10 часот, по пат на електронска аукција на интернет страната на Министерството за финансии. Понудувачот, кој ќе достави најповолна понуда во рок од 15 дена од добивање на известувањето за избор, ќе треба да уплати целосната сума. При тоа, задолжително е уплатата да биде направена преку сметка во банка во Република Македонија. Со најповолниот понудувач ќе се склучи договор за купопродажба во рок од 5 работни денови по извршената уплата на цената за моторното возило. Доколку од било која причина понудувачот не ја плати целосната сума, договорот за продажба нема да се склучи, а банкарската гаранција ќе биде активирана. Сите давачки кои ќе произлезат околу пренос на возилото и јавните давачки, утврдени со закон, ќе паднат на товар на купувачот. Сите дополнителни информации за заинтересираните лица може да ги побараат на електронската адреса info@sozara.gov.mk. Ви благодарам. Господине Мирчевски, со што сега ќе се превезуваат високите делегации кои доаѓаат во Македонија со оглед на тоа што еве веќе почнува постапката за продажба на Мерцедес? Со каков возен парк располагаат министерствата за причек на странски гости, делегации и така натаму? Ова прашање треба да го поставите во Министерството за внатрешни работи, бидејќи они се задолжени околу безбедноста на сите странски делегации, меѓутоа јас можам да ви кажам дека државата во моментот има уште 2 блиндирани возила кои се во потреба и може да се користат за причек на странски делегации.